сега, zašto je poželjno da se вземат abdest? Dobro, znači pri spominuvanje na Allah subhanahu wa ta'ala i učenje na Kur'an. Ovdje se zborvi učenje na Kur'an na pamet. Ne od mushafot. Ovdje se zborvi сега učenje na Kur'an na pamet. Poželjno da se вземат abdest. Ili pak go spomniš na Allah subhanahu wa ta'ala, da go spomniš so abdest. Učenjacите dokаз го земаат дека е пожелно да се зема абдест при спомнување на Allah, хадисот на кога пратеникот салаллаху алейхи ва селем кога му врати селам. Она што го кажавме на оној асхабот, каде што зеде теемум. Зеде теемум, па потоа му го врати селамот. Второто е при секој намаз. Второто при секој намаз. Пред да кланјат намаз, пред да го кланјат секој намаз да земат абдест. Иако имат абдест. Иако има абдест е пожелно да земат нов абдест поради хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, каде што го пренесвит Енес и велит веровесникот салаллаху алейхи ва селем земаше абдест при секој намаз. И ова при секој намаз ова е пожелно, но не е услов. Заради што е потврдено дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем клањал повеќе од еден намаз со истиот абдест. И кога ја ослободи Мекка, пратеникот салаллаху алейхи ва селем сакаше да му објасни на луѓето дека ова е дозволено. Значи да се клањаат повеќе намази со истиот абдест. Се додека го имаш, не го расипуваш на абдестот. Но пратеникот салаллаху алейхи ва селем праксата негова беше при секој намаз да земе абдест. Но кога ја ослободи Мекка, тој ден го клања, значи клањаше некој број од намазите, дел од намазите ги клањаше со истиот абдест, за да му објасни на луѓето дека ова е дозволено, да се клањаат повеќе намази со истиот абдест. Ти можеш да клањаш и 5 намази, ако не спиеш. И ако не го расипвиш на абдестот. Добро, ова ќе објасниме после за колку трајт абдестот. Колку трајт абдестот и теемумот, све овие ќе ги кажеме на другите поглавја што ќе ни идат поназад. Добро, ако е џунуб од интимниот однос, ако е џунуб човекот од интимниот однос, па сака да се врати пак. Значи сакаат пак да имат интимен однос со жената, пожелно е да земет абдест, или пак сакаат да спие или да јадит. Затоа што пратеникот салаллаху алейхи ва селем така е дојден. Ако е биден џунуб и сакаше да јадит, земаше абдест, или пак сакаше да спиет. Не сакаше да се капи целосно, да земе гусул. Тогаш пратеникот салаллаху алейхи ва селем што правеше? Земаше абдест. Ние учењаците го велат олесни го џунублокот. Олесни го џунублокот, така го нарекуваат ова. Да земаш абдест ако имаш интимен однос и сакаш да спиеш. Дош некој мој да вели, ја сакам да спијам, ако се капам, ако земам гусул, не можам да спијам, не ми иде сонот, ќе се развива. Велиме дозволено е да спиеш, ама земи абдест. Пожелно е мустахаб да земаш абдест. Сакаш да имаш по втор пат, трет пат интимен однос со жената, пожелно е да земиш абдест. Затоа што ова му го освежи на човекот и му дава сила повеќе. Добро. Четвртото, што значи ова пред гусул, пред обавезното капење? Значи она што е обавезното капење, џунублокот како од интимниот однос, или пак жената од месечниот циклус, или пак жената од постпородилниот циклус. Значи крвта што му тече после рождање. Откако ќе роди дете, жените имаат крварење, така кога ќе се чистите од тоа, задолжително е да земат гусул. Задолжително е гусул. Затоа гуслот се делува на два видови. И ова битна меселе овде. Гуслот се делува на два видови. Гусул адет за освежување и така натаму, например, сака да се освежит и се капит. Овај не го крева џунублокот. Ако си џунуб, не ниетиш за да ти се острани џунублокот.
vlegviš, samo se osvežiš taka i nemaš napravljeno nikakav nijet za džunublukot. Ovo ti je samo za osveživanje, ti si džunub ušte. Ušte ne smiješ da čitaš Kuran, ušte ne smiješ da klanjaš namaz, ušte ne smiješ da vršiš tavaf okolo Kabeto, ušte si džunub. Во голема безабдесна состојба. Имаме гусл, ибадет и ова е пак на два видови. Гусл што е ибадет и ова е пак на два видови. Како гусл ваџиб, обавеза, како гуслот по интимниот однос, по менструалниот циклус или под постпородилниот циклус, за овој гусл е пожелно да се земат абдес пред целосно капење. Осватите? Ако си џунуб и сакаш да се чистиш сега од џунублокот, пред да се чистиш целосно, која е најисполната форма од отстранување на џунублокот? Да се зема и абдес заедно со, не само целосно капење, легвиш во тушот, целосно се капиш и само на устата и на носот му даваш. Значи ја чистиш устата и носот и ова е имаш отстранувано безабдесната состојба, ама не е и најисполната форма. Најисполната форма е да се земат абдес, како што правеше пратеникот салаллаху алейхи ве селем кога земаше гусл, кога се чистеше од џунублокот. Што правеше? Како земаш абдес? Како земаш абдес? Во џунулук, кога е џунуб човекот и сака да ја прави најисполната форма. Што прави? Добро, прво земет абдес, земет вода и добро, после зема целосен абдес, како што земи за намазот, потоа се капи целосно. Прво десната страна, после левата страна, на крај ги миет нозете кои ќе излезат од бањата. Тамам, ова е велит гусл ваџиб. И за ова е пожелно да се земе абдес. Во гуслот ваџиб, затоа што малиот абдес влегви во големиот, во гуслот. Малиот абдес ова е да ги миеш устата, лицето. Ако се тушира целосно е доволно. Е сега, гуслот суннет, како гуслот на денот на џума. Гуслот пред облечење на ихрамот или при влегување Мекка. Зашто пратеникот салаллаху алейхи ве селем така правеше. Пред да го облече ихрамот се капеше. На денот на џума исто е суннет човекот да земат гусл за ова прашање. Дали треба да се земат абдес или не? Дали е обавеза да се земат абдес? Рековме во големиот гусл не е обавеза, пожелно да земаш абдес. Ама капење што е суннет не е обавеза. Ако на денот на џума при облеквање на ихрамот, два пешкири во Мека и при влегување во Мека, за ова некои од учењаците вели дека обавеза е да земиш абдес. Обавеза. Се капиш, мора да земиш абдес. Ако не земаш абдес, велет, намазот не ти е валиден. Но најисправното мислење е дека не требат, затоа што овие се шеријатски причини за капење. Ова е шеријатска, денот на џума е шеријатска причина. При облеквање на ихрамот е шеријатска причина, затоа и овие малиот влегвит во големиот. При влегување во Мека е суннет, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем и велит малиот влегвит во големиот. Каде е различно мислење, каде не се согласуваат учењаците? Ако ние сакаме да се тушираме така општо без никаква шеријатска причина. Како например на базен да одам. Лето е, горештина и да се освежам. Овде учењаците велат, овде имаат несогласување на учењаците. Сега, дали требаше да го земат потполно абдесот или доволно е само ниетот да го правите. Најисправното мислење овде е доволно само ниетот. Чим ниетит да го имат и за абдес, иншааллаху таала, и го имат и за абдес. Јасно? И последното е, кога е пожелно? Пожелно е да се земат абдес исто пред спиење, браќа. Ова сакаш да спиеш во заштита на Аллах субхану ва таала и сакаш да спиеш
заедно со шејтанот. Ако сакаш да заспиеш заштитата на Аллах субхану таала, земи абдес. Сакаш да станеш за саба намаз, земи абдес пред да спиеш, затоа што вие знаете дека шејтанот што прави? Кога човек легне да спие, што му прави? Му врзит три што? Што му прави? Магија му прави, значи. Што што му ги врзит, магија е. Не само што тоа, после што му прави? Мокрачата на ушето. Му го полни ушето со мокрача. И му вели спи дека ноќта е долга. И овој спиет. И не станвит. Не го станвит на Аллах. Не земат абдес и после немој да го клањате и саба намаз. Ке станвит и ке легни на другата страна, му го полните другото уше и продолжите овој до кога? До пладне. Дур да излегвит сонцето. Затоа што ние не спиеме под заштита на Аллах субхану таала. Ние не спиеме, не земаме абдес, сунетите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги забораваме. Тој пратеник на Аллах беше и не спиеше без абдес. Не спиеше без абдес, без да го спомни на Аллах. Зикрот, ноќниот зикр. Ноќниот зикр го правиме ние или не го правиме, или легниме како камила да спиеме директно бам-бам. Не го правиме. Не ги земиме себебите за ние да го обожаваме на Аллах субхану таала. Затоа нас месеци, години ни поминвет, немојме за саба намаз да станвиме. И сите хадиси ви се кажват. Да се каже овие хадиси на асхабите толку, срцата ќе им пукне од страф, од страна на Аллах субхану таала. Да му се повторите тие хадиси секој ден, да се повторат хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем и ти да спиеш. Пак, без да ти се треси толкото. И после тебе ти иде жал за муслиманите во каде? Во Палестина, во Газа, таму, а тебе не ти е жал за себе дека ќе влегиш во оганот на џехенемот. Ти сам не сакаш да се спасиш, како сакаш да ги спасиш на другите. Сам не сакаш да се спасиш прво. Спаси се ти од оганот на џехенемот. Добро, ако имаше пожар во твојата куќа, ќе стануваш или не? Стануваш заш горит. Жешко е, кога ќе осетиш жешко, колку убаво ќе станвиш. Овој осет треба да ти е и за оганот на џехенемот. И тој е пожешток. 70 пати или 69 пати пооштар од овој оганот на дуњалокот, што е една искра. Искра од оганот на џехенемот, и тоа не на обичниот оган, туку на вулканот. Вулкан, најакиот оган, што е во земја, само е искра за џехенемот. Искра од него е. 1000 години му се има дувано само, а мелеците Малик му има дувано, сам му дуваше само да се прави прво како како сина боја на божетокот, како е онај долу. Потоа уште 1000 години му има дувано само да се прави како црвена боја, оган. После уште 1000 години му има дувано да се црнит. Замислите колку е оштар сега тој. Ти да спиеш и после, затоа пред да спиеш, пожелно мустахаб е да земате абдес, а за некој можда и ваџиб се прави. За ваџиб со години да не клања саба намаз на време или со месеци, тоа е ваџиб да земаш абдес, да иземаш сите мерки да иземаш за да станеш за намазот на саба. Не е дозволено на еден верник, на еден што ги слушат Аллаховите наредби, ги слушат ајетите, хадисите, учит, знаење, земвит и после пак да спиет како еден, да не го спомнам по-убо. Не е дозволено. И не е убо. И не личи секој ден на спиење, секој ден на спиење, секој ден на спиење. Ние ќе се поправиме или ќе седиме така, како што сме. Мора да се поправиме. Мора. Не ни е далеку. Џами имаме, еден куп џами имаме. Еден куп џами имаме и пак не ојме в џамија. А после бараме в џамија. За колку бараш таја џамија? Да седи затворена? Затворена е таја. Нека седи така полно тогаш. Ние треба да го живееме овај ислам, овај сунет на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Цел ден глумаме сунет джи, после нигде сунетот на
prateniku sallallahu alaihi wasallam na praksa. Ova ne činit. Ova ne činit. Вие го знаете долгиот хадис. Што го виде пратеникот саллаллаху алейхи, што виде пратеникот саллаллаху алейхи на сон? А сонот на пратеникот е вистина. Не е сон како на обичните луѓе. Тоа е објава. Кога му дојде мелеците двајца, едниот на десната страна го фати, едниот на левата страна го фати, на раме, за раме и му рекли, ајде, дојди со нас. Што виде таму? Виде двајца, еден човек легнат, другиот на нозе стоеше над неговата глава со огромен камен. Огромен камен. И со тој каменот му ја растуреше главата, цела му ја пукаше главата. На овој што беше легнат. Кога на крај на хадисот, кога праша пратеникот саллаллаху што е со овие, зошто вака се дешава со овој, што рече? Овие се оние луѓе што му тежит главата во време на намазот. Не може да ја креваат главата. За него сонот е подобар од намазот. Со овие во гроб, вели пратеникот саллаллаху алейхи се дешава вака во гроб. Пред оганот на џенемот. Во гроб вака се казнуваат. Како ќе биде ситуацијата кога ќе влегнат во оганот? То уште потешка ситуација. Уште потешка ситуација. Ние овие хадиси треба да ги ставиме во пракса и да се поправиме. Цело лето седиме, губиме време на улица, на чаршија, на корзо, ваму, таму до 12 до таму гледаш после разни харами и после ибадетот иде тежок. Иде. Секој грев што го правиш со твоите очи, ти се тежнит намазот. Не само намазот, Куранот. Кога после читаш Куран? Кога последно знаеш колку пати го имаш спомнато на Аллах после намазот? Дали точно имаш броено или не? Или само субханаллах, од 10, ајде ги реков 30 се можда. Заш гревот те спречуваат од сласта на ибадетот, од сласта на иманот. Секој грев има допир во срцето, немој. Пратеникот рече секој грев што го правиш, ти се ставите на црна точка во срцето. Секој грев што го правиш. Се додека да ти го покриет срцето. Тогаш нема да познаваш добро дело и нема да го негираш веќе лошото дело. И обратно, лошото ќе ти се гледа добро, доброто ќе ти се гледа лошо. Суннетот ќе му речеш фитна е, на суннетот ќе му речеш фитна, а на бидатот ќе му речеш суннет. На бидатот ќе му речеш суннет. Како што имаме ние примери овде, што на суннетот му велат фитна е, а на бидатот му велат тоа е суннет, да не треба да се бидат е, ама не треба да се разделиме од джема, треба мало политика ова она. Зошто не велиш треба вака да постапиме, шејтанот да те остави овде во суннет. Да се шминкиран ислам. Немаат шминките. Вие знаете, жените се шминкаат, така? Се шминкаат или не? Се шминкаат. Сега, таа мој да спие со шминки нон-стоп, да се со шминки? Немојт, мора да го мијат лицето еднаш, пред да спиет. Значи, излегле шминките, беше лична, машала, шминките фав, да се плашиш да бегаш од соба. Така? И шминкири, оне се го шминкат исламот свој, еден ден маските паднет и ќе излегле кој мунафик беше после. Allah да не чуват, Allah да ве усврстит во ислам и во суннет. И ќе биде тест пак за овие работи, што ги зедавме, што е ваџиби, што е пожелно да се земат абдес, и со ова му даваме крај на поглавието на абдесот со вода. На поглавието на абдесот со вода, овде завршивме. Алхамдулилlah, Allah ни овозможи до овде. Сега другото останви до вас. Повторување на оние дерсови што ги имаме поминато, условите на абдесот, фарзовите на абдесот, како се земат абдес, и пред тоа, од кај водата што почнавме, садовите, облеката, објаснавме све. Таму
Sve tjetëri da se повторве затоа што другиот дерс иншааллах таала ќе почнеме за меселите на месхот, триењето на главата и триењето на чорапите за абдесот, и тоа ќе објасниме подетално и ќе објасниме уште една книга друга освен ова што имаме. Тука се ишруна меселетен фил месхи алел хуфейн, 20 месели за триењето на чорапите или пак оние чорапи што се од кожа, кожни чорапи. Значи тука ќе објасниме подетално и по све, да не прашвите после за месот, на никого немаш потреба веќе да прашвиш, зашто 30 години клањаме, уште меселите на месот не ги знаеме точно. Уште не ги знаеме. Аллах субхана таала да ни даде корисно знаење. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.